Голубине, голубине, Христо ваше словесе, утверждение, явлеся Христе Боже. Оче Бог се јави. Навистина се јави. Нека е за здрави и спасение на сите жители на општина Росоман. Богојавление. Во времето кога Христос навршил 30 години и излегол да се крсти од Јована во реката Јордан, не дека имал потреба, како сите луѓе со својата гревовност тоа да го направи, меѓутоа од снисходливост, со добра волја за спасение на луѓето пристапува кон реката Јордан и при Свети Јован бива и крстен. Свети Јован најнапред го одбива, враќајќи јас треба од тебе да бидам крстен. Меѓутоа Христос му рекол нека остави тоа да се исполни секоја правда. Тогаш Христос ја наведнал главата и бил крстен од раката на Свети Јован Крстел во реката Јордан. А во истото тоа време се јавила Света Тројца, затоа се нарекува и празник и Богојавление. Отецот проговорил од небесата велејќи ова е мојот возлюбен син, а Духот Свети пак слегнал над Христос во вид на гулаб, а Христос е самото второ лице од Света Тројца. Овој празник истовремено се нарекува и просвештение. Така да Господ Бог нека ни ги просвети нашите умови, нашите срца и нека ни дава најнапред добро здравје и спасение сега секогаш и во сите дни од нашиот живот. Амин. Бог се јави. Градоначалниче, Бог се јави. Бог се јави, навистина се јави, Мики, за многу години нека ни е празникот. Сакам на сите граѓани да им го честитам, да им посакам многу здравје, среќа, успех на среќниот фајчеш на крстот, исто така многу здравје, среќа на неговото семејство и на сите жители. Нека овој еден од најголемите христијански празници не потсети на вистинските вредности, да шириме добрина, љубов, позитивна енергија, да станеме подобри луѓе и за многу години уште еднаш празник. Морам да забележам, голем број на млади скокнаа по крстот, меѓутоа старата гарда денеска имаше многу повеќе среќа. Па навистина убаво е да се види тоа и уште еднаш нека се живи и здрави сите, нека му е со среќа на сите. Реков јас, голем број на млади скокнаа денеска, меѓутоа старата гарда денеска имаше многу среќа. Бог се јави. Бог се јави, навистина се јави. Твоето име и презиме? Блажи Инаков. Блажи Инаков? Да, со цело паникура. Јас имам 36 години. Веќе долго време се фрлам, направив мала пауза поради корона едно друго, сега пак се вратив со младата екипа, ме скорна од синочо од Цеденка. Има така исто од старата гарда исто со нас, што веќе подолги години се фрламе. За крстот тие оваа година ме посека мене Господ, јас да го фанам крст. Што очекуваш за оваа година, за 2024? За оваа година очекувам да се сите среќни, исто така кој не е женен со жене. Друго, се што дава Господ, се најдобро. И за тебе, и за екипата. Исто, и за екипата, да. Без неа не се постига ништо без екипата. Кумовите на годинашно издание на Водици 2024 во Росоман, името и презимето? Митко Арс. Вие бевте кумови годинава, кумови, така? да, со другарите. Имате и поклон специјално за крстопаќичот. Да, имаме поклон купено, да е жив и здрав, нека му е со среќа. Скуваме на сите здравје и среќа. Ај се да ни обясниш што значи ова за кумовите, овој чин, самиот настан, што за вас тоа значи? Па убав гест е, убав чин за ваков празник. Што ти од она помладата генерација, кој што можам да забележам. Да, млади сме сите кумовите. И Се до година? Се надевам пат ќе го преземе кумството некој млад исто. Дали ова значи продолжување на вековите традиција, да, треба да се негува, поготово од нас младите. Да, секоја година. И наредните години се надевам дека ќе споревуваме пак за кумство. Зголемување на интернет брзините до 40% без доплата.